Ако некој спасувал животи од дискотеката во Кочани, тоа не го ослободува од одговорност, доколку пуштал малолетници внатре. Многу е проста математиката. Колку малолетници има загинато во пожарот? 6. Кој ги пуштал внатре? Баба ми. Така што не се сомневајте за една работа. Овој пат многу работи ќе бидат расчистени до крај. Максимална решеност има да се опфатат сите кои што се вмешани во несреќата, во трагедијата. Буквално сите што се вмешани ќе одговараат. Казните, немојте да се сомневате дека нема да бидат драконски. Штета што требаше да се деси ваква работа, да се случи ваква работа, за државата да се освести и да почне сериозно да се справува со корупцијата и со трулиот систем. Сакам да кажам, сигурен сум веќе дека ќе има и уште уапсени, и тоа го кажа по моето второ, мислам, обраќање дента кога се случи трагедијата, кога реков за вакви трагедии 15-16 се од чисто онака некоја логичко размислување. Се премногу малце да ги покажеш дека се каваат. Ја реков дека бројката барем 4 пати ќе биде поголема од тоа што тоа време што беа 15-16, колку беа на почеток. Приведе. Значи, у тоа немојте да се сомневате. Овде има многу уште виновници што треба да одговараат. Работава е само да се истрагата да утврди, да најде докази, да утврди кои се тие. Тоа е една работа. Втора работа. Милион пати ми ја кажа. Дури и пред да дојдат актуелната власт, пред да дојде на власт, им реков дека ќе мора да направат најтешката работа, да се соочат со организираниот криминал во држава. Дури пипците од тој октопод да си во нивни редови. И тогаш кажав, ќе биде ѓаволски тешка работа и ќе биде многу опасна. Затоа што гледате што се случи. Кога тргна офанзивно да го расчистуваат случајот, кога одредени структури на моќ, кои што сега ја немаат власта во своји раце, сватија дека е работата сериозна, дека поплавата може да дојде да ги однесе и нив таму кај што ќе ги однесе. Гледате како се галванизираше целата јавност, целиот амбиент. Одма почнаа да се појавуваат луѓе, да зборуваат за вонредни избори, за експертски влади. Имаше еден тип кога слушав, не ми се веруеше што збори на само вистина, еден млад тип као аналитичар го прикажуваат. Експертска влада, вика. Студенти да влегли у владата, такви небулози збореше, небулози. Кој да не знаеме кај живееме, кој да не знаеме кога би се случило тоа што е невозможно да се случи, кој дел од студентите би влегол у таа влада? И кој од тие студенти, тие што ќе влезат од тие студенти, со кого ќе бидат поврзани? Одма можете да предпоставите. Кој ќе бидат тие? Од вистина што е некој паметен, што некој заслужува, што е некој способен, тој нема да влезе. Пак ќе влезат нечи инсталати, но да го тргнеме тие глупости на страна, како што збореше типот, па гледам го емитуваа некои портали.
Идиотизам, експертска влада. Зашо експертска влада? За некој што тргна да си ја врши работата? 100 пати реков, ова не е случајот со Србија. И тоа мора да го признаете. Власта релативно брзо, дури можам да кажам и многу брзо реагираше со конкретни акции и дејства. Не можете тоа да го порекнете. На крајот на криштата градоначалник кој што сама го постави, го стави во притвор. И ке има уште. Да не зборам за ние чистки во полицијата што се, од промена на места раководни до апсење на полициски службеници кои што постои сомневање дека биле вмешани во на некој начин кумувале на трагедијата во Кочани. Свесен сум и за тоа дека понекогаш во вакви акции, кога државата е решена да расчиствува покрај сувото гори суровото, како кажуваа тоа. Но оставаме да видиме. Ако некој што го апсиле нема докази за него, веројатно ќе биде ослободен. Но тоа не е поентата. Ти кога тргаш во ваква акција, широка, длабинска, нормално е дека ќе се случуваат и такви работи. Едноставно и тие кои што ги прават, тој прогон што го прават од обвинителство до тие последните што мораат да апсат на хиерархијата, се под страотен адреналин, тоа сакам да ви кажам. Никому не е се едно. Решени се. Во моментов, како се работи, обвинителството има капацитет ова да го истера и ќе го истера, баш плюс поради фактот дека очите на цела Европа се свртени кон нас. Сакам да кажам, ќе биде голема игранка. Голема игранка. Може би ќе ескалира и во друг некој, не сакам правец, но ќе биде игранка. Во смисла, го зборам ова во смисла дека ќе има одредени структури кои што ќе сакаат дури да дестабилизираат држава за да си го спасат газот. Но, пак ќе кажам, тешко дека тоа ќе успее. Затоа што ако нешто се чувствува во моментов, а тоа треба да го чувствува у моментов оние кои што ја водат државата и механизмите на прогон и репресија во држава, дека имаат ветер во грб. Случајно, неколку земји од Европска Унија земаа пациенти во своји болници од повредени од Кочани. Мислите дека една како ВМА во Белград не може да згрижи 100 пациенти одма ако е веќе до тоа работата? Имаат и услови, инфраструктура, имаат и кадар остручен, охохо. Не, ама земаше и оваа членка од ЕУ, и онаа членка од ЕУ, и оваа членка од ЕУ, по 20, по 3, по 5, по 6. Сето тоа е знак кој што се праќа на некој начин на властите во Македонија. Ти кажувам, Керко сети се снаа. И затоа, за жал, што ова се случи, но одговорна е оваа власт да ја искористи оваа ситуација, затоа што оваа ситуација и даде карт бланш да тргне во офанзива против организираниот криминал и корупцијата. Карт бланш имаат. Од авион се гледа поддршката, ветерот у грб што ќе го добијат доколку најдат на одредени пречки при спроведување на истрагите и фаќање на сите оние кои што се виновни за трагедијата во Кочани.
И свесни се уште една работа, ако ова го истуркаа до крај, а јас сум сигурен 100% ова не е ни некоја оваква моја, не знам како да кажам, сиграм баба Вања и така натаму. Ги знам што зборуваат, како размислуваат луѓето таму. 100% ќе го истераат ова до крај, го кажав тоа. И ќе нафрка секој што е виновен, ниеден нема да се спаси. Ниту еден нема да куртули. И гадно ќе нафрка. И токму затоа власта е свесна дека го истерали ова до крај. Сакаат Европска Унија, окей, сакаат или сакаме, јас лично не, но тоа е моje мислење. Сакаме Европска Унија. После оваа работа, ја истераш ли до крај, влезеш ли во директна војна со организираниот криминал? Знаете колку зелени светла ќе се отворат. Не зборам за, условно зборам за влез во Унијата за такви работи. Знам дека нема никада не пуштат, но ако веќе толку ни е битно да се докажеме пред очите на светот, а не треба ние да се докажуваме пред очите на светот за да се докажеме пред некого, треба ова за себе да го направиме, за нашите идни генерации, за иднината на оваа држава, за стабилноста на оваа држава. Но, дури и да сакаме да се покажеме кои сме пред светот, еве шансата. Еве шансата, затоа што големите очи сега гледаат во нас. Сега сите фактички следат што ќе биде, како ќе биде овде, што ќе се случува. Во второто моје обраќање исто го кажав тоа. Во второто, после тоа гледав некој го спомнува, некој познам политичар и така натаму. Небитно. Не сакам ништо да при... Но во второто кажав, ова не е ништо. Тоест е многу нешто, но не е ништо во споредба со она што треба да се направи. Оти сите знаеме, вакви курајвери, ко тие укочани, зборам за тие најгоре на скалата, највидливите учесници во оваа, кои што предизвикале оваа трагедија, кои што се изврзани меѓу себе, кои што сите ги знаат во градот, кои што дозволувале и дрога тама да се продава, и све. Вакви како нив курајвери, што се со едната нога во подземје, со другата во некоја општина брцнати. Или што се со две нозе во подземјето, ама многу убаво си имаат комуникација со овие што се во локалната власт. Такви курајвери има во секој град, помал или поголем во Македонија. И сите тоа го знаеме. И истите работи се случуваат. И тоа сите го знаеме. Видовте словенците што се вика држава, власт, народ кој што антиципира, кој што не ќе да учи од своите грешки, кој што ако може гледа да научи од туите грешки. Видовте словенците што направија. Се случи трагедијата во Кочани во диското, не чекаа нив да им се случи слична трагедија, како во Србија, оваа во Македонија, не знам каде. Не бе, тргна у офанзива, стотици инспектори, по разни селца у Словенија, кај што има клубови, некои ноќни тие што се меѓу селски, диска, миск. Не чека да им се случи трагедија за да тргнат. Тргна третиот ден од како нас ни се случи ова што ни се случи. Тоа е држава. И сега, сите знаеме дека вакви курајберчи има во секое градче во Македонија. Сите ги знаат кои се, обичен граѓанин, праше го, кој овдека во вашево градче ги држи
сите или 70% од локаливе, деловни простори, диска, миска, ноќни клубови, ке ти шепнат сите, абе, тој и тој и тој, овој му е партнер и тој. Тоа се у повеќето случаи луѓе директно поврзани со подземје. У повеќето случаи, не велам се, сегде и сите. У огромен процент, таквите, тоа што се каподи тути капи у градчето или градот или општината, се знае како го имаат направено. Дел со корупција, поголем дел, помал дел со застрашувања, со ова дај ми ја да ти купам, ова дај ми го да ти го купам. Абе се што гледате, и сте гледале на Кум, филмот, на Goodfellows, се е така и тука, буквално се, поготово овие маливе места, кај што големото око на централната власт или погледнува или не погледнува. Па таму се тие прави шерифи, овие курајбери што ви зборам. Шерифи се. Главните во градот, официјално главните им чутат, им се плашат. И или живеат со нив, ги знаат од деца или ги се знаат од деца. Тоа е изврзано, не знаеш више како. И ова го знае, и ако не го знае власта, а го знае, и ова треба да го расчисти. Пред да се случи некоја слична трагедија у некој друго град што Македонија, или поголем град. У Скопје иста приказната. Општини земјите, сите ги знаат кои се главните курајбери, кои што оценка ја водат општината. А официјално имате еден градоначалник што се слика пред камери и сите го знаат дека тој градоначалник. Тука одговорности на градоначалниците може би нема директна некој градоначалник во ваква ситуација, во ваква трагедија. Ама и така како добро си ги знае луѓето такво некој мало градче и колко ме ебе матери, зашто? Многу добро знае. Работаве зашо немал морална одговорност да реагира. Или барем да шепне негде. Да каже луѓе, одредени луѓе у градов сериозно го загрозуваат со своето бахато однесување, со своето предаторство, со своето делување. Има нелегални коцкарници, нелегални диска, нелегални ноќни клубови, се дила дрога, многу има проблем, не се реагира, има проблем, има корумпирани луѓе во полиција, Мислите градоначалник овие работи, што е роден у тој град, што живее 55-60 години у тој град, не ги знае овие работи. Тука е неговата одговорност. Ако нема некоја административна или друга одговорност поврзана. Затоа велам, има, го реков тој првиот ден, обраќаници, ја го кажам, ова е работа за 100 или преку 100 приведени. Овде има, ќе се отвараат други правци у истрагата. Овде ќе има и такви што ќе пропеат, ќе издадат трети луѓе, исплашени нели за својата судбина, кој ќе видат дека е сериозна работата, им се закануваат долгогодишни затворски казни. И пак ќе кажам, тоа е сантата, врвот од сантата, мраз. И ова го кажав у моето второ обраќање уште првиот ден. Па сега власта да тргне у овој градежниот сектор
ретроградно да испитува што све е градено у секој град во Македонија и градче. Од 94-5 година навака. Па јас сум сигурен дека 95% од овие така наречени инвеститори ќе одат на робија. Знаете ли колку посто од тие што се во таа администрација, инспекторати за градежништво, не знам за ова зона, знаете ли од таму уште колку стотици луѓе ќе одат на робија, да влезат да се испитуваат зградиве за домување? Како што оваа господја Кадрију кажа за скриениот наод од вештакот во модуларната, дека електричната инсталација, начинот како е поставена, било тотално погрешно кога е правена модуларната болница. И дека тоа е причината за пожарот што избувна, не некаков кабел. И господја Кадрију многу добро пише зашто е тргнато тој случај и многу добро пиша да беше уважен наодот од вештакот. Пола тогашна влада на СДС вика требаше да оди во затвор. Па ова се сериозни допрен глас и индиции дека тој случај доколку е затворен треба да се отвори. И со право сега спомна некои луѓе од власта дека тој случај мора да се отвори. Како мислите? Јас се надевам дека тоа ќе биде така. Затоа што знам дека се фатија во орото. Првата основна работа што ми беше страв дека ќе се случи некојаш, кога дојда ВМРО на власт. Дали ќе се фата да го играат тоа оро? За жал се случи трагедија, но они влегоа во орото. Ама влегоа сериозно. Од тој аспект нема што да им се замери. Многу сериозно влегоа. Влегоа во многу опасна авантура, ви кажувам. Не во смисла за капацитетот на ОЈО и не знам, органите наши на прогон, дека ќе ги фатат виновници, дека ќе бидат драконски осудени и така натаму. Проблемот е доколку тоа побуди кренена, просто ќе кажам, на вооружен бунт или многу посуптилен терор на одредени елити кои што ќе се најдат загрозени, кои што ќе помислат дека ќе нафркаат во случајов. Ова не е за ебанција. За оние во власта кои што покажаа решеност да се фатат во ово оро. Или да ви нацртаме птен за да не збора меѓу редови. Ова што го направија е опасно по живот за нив. Буквално опасно по живот. Како сакате сватете ме? И уште ако тргнат во сите правци, пошто сега е моментот да се расчисти со корупцијата, и ако тргнат во сите правци, ако тргнат во градежниот сектор, кај што ви зборував уште првиот или вториот ден по трагедијата, вие знаете ли, после 95-та, колку градби се исто така направени со делумно фалцова или фалцона, или фалцвака, или фалцонака. Ви кажав тогаш и со архитекти сум зборел. Вика, обеси го тоа на мачката, на опашката. Статики, матики. Да, реално, вика, тоа е испитано, но прашање на каков модел е испитано. Слично како модуларно во Тетово што испитувале, после тоа кога било некој вештачи, испитувале на модел во друга модуларна, што била не знам каде у Македонија. Не нова изгоренава. Тоа го пишуваше господја Кадрију. А сега, ако господјата не измислува, така?
Па ако се тргне у испитување на тоа, во истрага во тој сектор, еве ви кажувам, тоа ќе биде циркус. Стотици луѓе ќе мора да одат у затвор. Оти реално, јас што сум разговарал со архитекти, да ви кажем една реченица, купуете станови од по 2500 евра, 3000 евра квадрат, кој што утре на, не дај Боже, малку појак земјотрес, дури со јачина на оној скопски од 6,4 по Рихтер, што беше 63-та, ќе се спакува зградата у подрум. Такви станови се продаваат. И нормално, тука е митот за се измика статика, тоа кај нас више од 63-та, тоа е безбедно, тоа испитува. Глупости. Ракот на корупцијата сегде е влезен. И сегде има дубари, огромни праено. Немојте да спиете на тоа уво дека ова сега се случи тамо, во тој сектор поврзан со ноќни клубови и кабареа. Знаеме сите дека не е така. Сите знаеме дека не е така. А од друга страна, треба да бидеме свесни дека со ова власта се стаи ногата у трње. Ама мора да издржи. Од друга страна, ако се добро организирани, ако е државата добро организирана, па од друга страна па нема таква мафија у наводници, ќе кажам, што може да се спротистави на добро организирана држава. А тоа ќе биде и показна вежба на сите, доколку се дрзнат да тргнат против државата. Вака или онака. Вака мислам на оној агресивниот начин, најагресивниот, со помош на терор, и втората работа оној другиот подмолниот, со разни протести, разни паламудења по телевизии, викања на шарени експерти, обоени револуционери, припадници луѓе на разни служби, невладини организации, кои што имаат агенда да направат таков амбиент во државата, против власта, против актуелната власт, да предизвикаат немири и дестабилизација. Нешто што не дека не ни е познато, и кај нас и од околината, но тоа е тоа, затоа велам и не паѓајте на провокации. И ќе повторам, немаме, освен тоа што корупцијата уби луѓе и во Нови Сад, уби луѓе и овдека, други допирни точки немаме во смисла на реакцијата на државата во поглед на трагедиите што се случија. Македонија реагираше многу брзо. Многу брзо. И тоа треба да се почитува, без разлика од која страна сте у која партија сте, на која страна сте, ако не сте лично нели засегнати, па да мора да се браните од тоа. Но тоа секој го гледа и секој може да го признае. Но за жал се случи тоа што се случи, што обично се случува во сферата на авиацијата, е што напредокот во таа технологија, во авиацијата, во безбедноста, во протоколите за безбедност, секој напредок
Таму се плаќа со крв, со животи на загинати луѓе во авионски несреќи. У таа смисла ова кај нас не требаше да се случи. Не требаше претходно некој да му проработи совест во Кочани, да изреагира, да дошепне, да свирне, да дојави, за да не дојде до ова. Но за жал, затоа мора уште една причина да го истираат ова до крај. Да им се даде смисла, барем некаква на тие луѓе деца кои што загинаа во Кочани. Како наше извинување кон тоа што дозволивме да ги загубиме на таков начин. Барем да кажеме не до крај што се вели попусто си ги дадовте животите. Ние како држава, како народ, колку толку станавме посвесни, подобри, и направивме нешто, барем со нешто да се одолжиме, да отплатиме вашата смрт со тоа што направивме по-безбедна држава, по-безбедно општество. Создадовме некаква иднина за она иднина која вие не можевте да ја бевте спречени да ја одживеете, доживеете и одживеете. Затоа ова е мотив плюс за власта, ова да го истера до крај. На крајот на криштата сите имаме деца. Кој сака утре некој да му јави од некоја дискотека на некој курајбер некаде дека детето му изгорело. Заради тој курајберот и 50-тина околу него што ги потплатил да работат за него и да ќутат. Тоа е. Еве шансата, идете до крај, го знаете самите тоа, без милост. Без милост. Само толку ќе кажам.